Почитувани, Крива Паланка има победнички совет. Ајде да ги поздравиме кандидатите за советници од листата на Сојузот за иднината. Гоце Вучевски, Раде Јакимовски, Бранка Тодоровска, Јордан Чоминевски, Ангел Чованевски, Митко Ангелевски, Маја Костадиновска, Горан Стојановски, Мира Ѓоргиевска, Сотир Јосимовски, Станојко Додевски, Стефан Максимовски, Сонја Мазаковска, Сладжана Јовановска Бекарова, Миле Трајковски, Радко Павловски, Бранко Стаменковски, Изабела Павловска и да го поздравиме носителот на победничката листа во Крива Паланка, човекот кој сега ќе се обрати пред вас, господинот Боријанчо Мицевски. Добро вечер, Крива Паланка. Добро вечер, мои соборци од првата фронтовска линија, учесници на граѓанскиот парламент. Добро вечер на сите вас, кои во изминатиот период, а и вечерва сте во првите борбени линии и ве има во огромен број. Ова е вистинското лице на Крива Паланка. Тука се возрастните во кој е мудроста, тука се средновечните во кој е искуството, тука се младите во кој е просперитетот. Ви должам огромна благодарност што во изминатиот период застанавте во одбрана на демократијата, во одбрана на основните човекови права и слободи, во одбрана на уставниот поредок. Ви благодарам што застанавте на вистинската, на победничката страна. Ви благодарам за вашата непоколебливост, истрајност и упорност. Едно е сигурно, докажавме дека кој ќе се кренеме, запирање нема и одиме до крај, до победа. И тогаш и сега нашето достоинство беше наша црвена линија. Микрофонот единственото оружје, а масовноста, зборот, фактите и аргументите нашата муниција. Битката почна, но се уште не е завршена и ќе продолжи и до 24 март и после 24 март. И имам особена чест и задоволство што оваа вечер можам да ги поздравам кандидатите за советници од коалицијата Сојуз за иднината за Крива Паланка. Ќе молам еден огромен аплауз за нив. Честност, искреност, работливост, посветеност, креативност, експерти во својата дејност, почитувани и докажани. Тоа се нивните одлики. Луѓе со собствен углед, достоинство, интегритет, со свој став и пред се со своја идеја и верба дека Крива Паланка може, треба и ќе биде попристојно место за живење. Листа која нема да биде само единствено гласачка машинерија, листа која што има собствено јас. Суровата реалност во која живееме стана наш сериозен предизвик, кој заедно со вас мора да го надминеме. Како идна локална власт, нашиот концепт на работа ќе се базира на креативни и продуктивни идеи, мерки, решенија и проекти, но и на кадри кои знаат и умеат, луѓе кои се честни и трудолюбиви. Како никогаш досега, овде се сплотени младоста и искуството, знаењето и желбата да се промени сегашноста, да се допати иднината. Ова е победничкиот тим
со кој заедно ќе им го вратиме достоинството на криопаланчани. Ова е победничкиот тим со кој ќе ги реализираме сите проекти Ова е победничкиот тим со кој ќе ги реализираме сите проекти, со кој ќе овозможиме отворање на нови работни места и подобрување на социоекономската состојба во градот. Ова е победничкиот тим кој со активни мерки ќе го спречи селувањето на младите, тим кој ќе овозможи нова надеж и европска иднина за сите граѓани, без разлика на нивната политичка, верска или етничка припадност. Овој тим има програма која е реална и со остварливи проекти. Програма која ја креиравме со вас, граѓаните на Крива Паланка, во рамки на кампањата Отвори врата за иднината. Тогаш посетивме над 5000 домаќинства и испишавме многу заеднички страници. Ви благодарам на искреноста и довербата. Благодарам за вашата посветеност и отвореност, прием и подготвеност да се избориме заеднички за подобра иднина на сите нас. Граѓаните на Крива Паланка бараат големи промени, бараат суштински реформи во функционирањето и работата на институциите. Очекуваат резултати кои ќе донесат локален економски развој во секој домен на општеството. Граѓаните бараат подобар и достоинствен живот во локалната средина, подобри комунални услуги, соодветна инфраструктура, социјална згриженост и здравствена заштита за секој поединец. Затоа наши врвни приоритети се гасификација на Крива Паланка, изградба на нов градски плоштад и парк, отворање на нова слободна економска зона, урбанизирање на Калин камен, изградба на нови сообраќајници, канализациони системи, изградба на спортски терени и објекти за учениците и спортистите. Ќе изградиме нови паркинг простори, ќе го реконструираме зелениот градски пазар, ќе организираме нови културни спортски манифестации. Нема да изостане поддршката на талентираните, успешните и трудолюбивите. Ќе ги подобриме транспарентноста и услугите кои ги нуди локалната самоуправа. Ќе ја подобриме работата на јавните предпријатија, ќе ја зачуваме и унапредиме животната средина, ќе ги подобриме условите за живот во урбаните и руралните средини. Нашето мото ќе биде граѓанинот пред се и над се. Почитувани сограѓани, на Крива Паланка не и требаат споменици. На Крива Паланка не и треба морски песок покрај загадени реки, не и требаат жални врби и палми, не и требаат бродови кои не пловат. Но на граѓаните на Крива Паланка им е потребен пристоен живот, солидна заработувачка на вработените, пристојна пензија на пензионерите, поволни услови за инвестирање на бизнисмените, работа на невработените. Дел од парите со кои што се луксузираат и ги расфрлаат се и наши, ваши пари, собрани од даноци, такси, глоби и давачки. Ако ги промениме овие нешта, тогаш сами ќе стасаме до некоја морска плажа, а не тие да ни прават импровизации. Не можеме да дозволиме некој да гради споменици, а народот да трпи за леп. Не можеме да си дозволиме државата да брка криминалци, а таа да биде еден од најголемите. Не можеме да си дозволиме беззаконието да ни го сервираат како судбина. Не можеме да си дозволиме некој да си игра со нашите и животите на нашите идни поколенија. Не можеме да си дозволиме некој да ја зголемува пензијата само пред избори, а да ни ја подкусурува секој месец. Не можеме да си дозволиме да живееме во илузија и виртуален свет на реклами и политизирани медиуми кои ни го перат мозокот. Не можеме да си дозволиме да не држат на маргините на општеството и со постојани закани дека ќе ретурнат во амбисот ако не играме по нивните правила на игра. Доста ни беше од притисоци, закани, уцени, креирање на искривени морални и етички вредности и норми. Почитувани граѓани, драги пријатели, на 24 март имаме можност со нашиот глас да завршиме една многу поважна работа. Да се разбереме, не се работи дали јас или некој од мојата советничка листа ќе стане советник или не во општина Крива Паланка.
Се работи за тоа дали ќе продолжиме да живееме под притисок, закани, заплашување, малтретирање или пак ќе свртиме нова страница. Се работи за тоа дали институциите ќе работат работата за која се платени или ќе бидат прибежиште на партиски кадри и криминалци. Се работи за тоа дали учениците ќе присуствуваат на настава или ќе одат на партиските митинзи да прават кворум. Се работи за тоа дали обичниот трговец ќе продолжи да го гради сопствениот бизнис или пак ќе биде под обсада на нарачки и партиски инспекции и огромни казни. Се работи за тоа дали ќе продолжи понижувањето, подценувањето и газењето на нашето човечко достоинство или пак ќе имаме еден нормален живот. Токму затоа на 24 март треба да им кажеме не за мизеријата во која живееме, не за сите манипулации, лаги и невистини кои секојдневно ни ги сервираат, не за животот на вересија, за сите проневерени и во вода фрлени народни пари, за сиот рекет на бизнис секторот, не за лажните субвенции и кредити за самовработување, не за поделбите и раздорот кои ни го направија, не за лажниот патриотизам кој ни го посеја, не за беззаконието, не за тесниот круг на партиски профитери на преродбата, не за државни службеници кои што преку ноќ се на издржување на затворска казна, а преку денот се на работните места, не за изместените стандарди и норми на живење, да им кажеме едно големо не за историјата која што сакат да ни ја избришат, не за улици со променети имиња, но со стари тротоари и со дупки во асфалтот, не за именувани, а не изградени площади, не за нови задолжувања, не за празни факултети без студенти. Да им кажеме едно големо не за генерациите на кои ми ја одземаа сегашноста и им ја уништија иднината. И замислете, после се ова, за се ќе не обвинат нас. Ние сме биле виновни затоа што секој втор дуќан во Крива Паланка е затворен, ние сме биле виновни затоа што младите го напуштаат градот, ние сме биле виновни затоа што бугарскиот пасош е повреден од нашиот. Ние сме виновни затоа што имаме 2 факултета, а немаме ниту еден студент на него. Да. Да, јас признавам дека сме на вистина силна и моќна партија. Но ајде тоа заеднички да им го покажеме на 24 март. Да излеземе и да ги поразиме на овие избори, па потоа и да нека не обвинуваат дека сме виновни, но да не ни биде воопшто мака. Ајде сите заедно на 4 март да покажеме која е силината и моќта на нашата партија. Кажете ми, има ли нешто поубаво од нов живот, од ново раѓање? Верувам, ќе се согласите дека нема. Епа ако е така, тогаш на 24 март да излеземе масовно со бистра глава, чиста совест и да дадеме доверба со закружување на реден број 42 на оваа советничка листа на чело со кандидатот за градоначалник доктор Горан Младеновски. Да му дадеме доверба на човекот кој досега со својата племенита професија нел живот и среќа во многу кривопаланечки семејства. Да му дадеме овој пат можност да внесе нов живот, но сега живот за Крива Паланка. Докажан, успешен, посветен на својата работа, препознатлив во средината, едноставно човек од народот, човек за народот.